Нелегална сеча на дрвја, на дрва, заедно со Сашо Петровски, кој што е експерт за шумарство, шумарски инженер инаку, регионален центар за шумарство и рурален развој со проектот борба против нелегални шумски активности. Добро утро и добре дојде во нашето студио. Добар ден и од мене. Па ден е веќе, по некаде скоро 9 часот, ние сме станати од 5 разбудени, така што половина ден ни е поминат. Во овојниот дел да објасниме прво што е организацијата Рефорт, која што тоа е кратенка од американскиот назив или име на активностите, инаку на Македонски регионален центар за шумарство и рурален развој. Со што се занимава? Да. Рефорт е локална организација, постои од 2010 година. Една од ретките во регионот која што се бави исклучиво со темите поврзани со шумите и шумарството. Во текот на овие, да кажем, 14 години досега сме работеле низ регионот на Балканот и во Македонија. Почнавме со проблеми поврзани со приватните шуми, собственоста, одржливо стопанисување со шуми, обуки за собствениците, така да понатака продолживме соработка со, да кажем, на различни теми поврзани со шумите. Еве да кажем дека правиме припрема на национални шуми за сертификација на шумите. Некаде во есен очекуваме 100.000 хектари. И веќе 2 години соработуваме со шумската служба на САД, со помош на американската влада и американската амбасада на проблемите поврзани со нелегалните сечи во шумите. На почетокот на второто прашање неколку констатации. Ако, например, Норвешка е земјата со најмногу стебла на метар квадратен на европско, можеби на светско ниво, и со најстари стебла, и со најдебели, и така натаму, ако таа увезува дрво, а има силна дрвна индустрија, тогаш Македонија може да ја прогласиме за една од најнеодговорните земји кога се работи за однесувањето кон ова природно богатство, тоа се шумите. Македонија која што ги има во заграда ше во изобилие шумите. Не само што шумата е обновлива, ќе кажеме, обновливо богатство, расте, меѓутоа потребно е многу време. Времето поминато без шумите силно може да се одрази врз животот на луѓето. Нелегалната сеча е феномен специфичен за Македонија. Ова што влија на екосистемите, на потенцијалот, на квалитетот на животот. За жал, такви се фактите. Македонија по некои последни мерења сателитски има дури 50% шумска покровност, меѓутоа што имаме како квалитет, тоа е веќе по знак прашање. Значи, за ваша информација, еве, зачудувачки факти, проценките се некаде најоптимистичките дека на годишно ниво се 20 до 30.000 кубни метри дрво нелегално посечени. Тоа се официјалните бројки од нашите институции, додека некои други проценки, реални, можем да кажем, се движат околу 250.000 кубни метри на годишно ниво. Што тоа значи? Од Скопје до Ниш и понатаку 100 километри може да наредиме дрва во височина од 1 метар кои што се исечени нелегално. Толку е обемот на нелегална сеча на годишно ниво. Тоа влијае секако не само по економскиот капацитет на шумарството во Македонија, туку е поразително за шумските екосистеми кои што се живеалишта на различни видови на флора и фауна. Тоа е основата, шумата дава екосистемски услуги и тие ги губиме со нелегалната сеча. Значи губиме задржување на вода, амбиентален воздух, врзување на јаглерод, на земјишта, па слечишта, па така така, или на крај го девастира економскиот потенцијал на подрачјето. Замислите, вие имате подрачје кој што го промовирате за локален туризам и убавина и имате групи кои што оперираат со нелегална сеча и го елиминираат тој потенцијал и основата на кој што се гради еден таков развој. Замислете ги Маврово, Берово, други краеви во Македонија каде што луѓето инвестираат во таков вид на развој. Од една страна дрвото го прочистува воздухот, од друга страна неговото искористување како огревно средство го загадува воздухот, па штетата по животната средина е повеќе кратна. Кои се причините за сегашниот обем на нелегална сеча? Толку ли е проблем да се справи една држава со една ваква појава?
Па за жал ние сме во регионот со уште некои други земји, да кажам, еден таков негативен пример. Еве ќе кажам отворено, трендовите се поразителни од 2001 година навака, значи никогаш не успеа системот да се оправи од еден таков турбулентен период. Почнувајќи од, да кажеме, системска слабост на институциите кои што како и да не постојат институциите. Значи институции се такви какви што се такви, треба да ги почитуваме, сепак има луѓе кои што работат затоа се поставени, задолжени, да ги почитуваме. Меѓутоа треба да сме свесни, и тоа не го кријат и самите институции, дека постои корупција во самиот систем, постои непостапување на институциите, значи надлежностите кои што им се дадени не ги исполнуваат и, да кажем, и низа на субјективни и објективни фактори, како тотална безпарица, техничка недоопременост, слаба координација, слаба соработка и така натаму. Дојдовме до ситуација, например, да, еве, во текот на овие 2 години со проектот, наоѓаме на групи кои што покрај, нели, да кажеме, сиромашните кои што немале пари па одат во шума да посечат за да ги изгреат семејствата, имаме групи кои што прават мали бизниси. Возила се адаптираат за крадење, да кажеме, на мали количини на огревно дрво, бидејќи до 1 кубен метар тоа не е казниво според кривичниот закон, и тоа е интересно. Или групи криминални кои што оперираат малтене како мало шумско стопанство. Имавме една акција на Скопска Црна Гора пред некое време, може би има 2 месеци, кога се запленија 400 кубни метри, 10 возила, 15 приведени луѓе и така натаму. Веруете, тие активности на терен, справувањето оди некако како борба со, да кажем, колумбиските картели, затоа што е многу ризично и опасно да се справува со такви групи на терен. До таму е дојдена ситуацијата во борбата со нелегалните сечи. За жал, дел од граѓаните несвесно или свесно учествуваат во таков еден ланец на сива економија, на нелегална сеча и дури поддржуваат. Треба да знаат граѓаните дека ако купуваат дрво од нелегални извор, и тие се дел од таквата шема и од тој криминал. Ако нема кој да купи, па нема и да се сече дрвото. Да. Меѓутоа, еве, една информација корисна за граѓаните, секогаш кога купуваат, препорака да купуваат од легален извор, затоа што тоа гарантира и квантитет и квалитет, и треба да знаат дека кога купуваат дрво треба да добијат оригинален документ, испратницата во бела боја, која што е уникатна, и таму треба да стои нивното име и презиме и тие да се потпишат при испорака на дрвата. Имаме луѓе качуваат, ни дадоа парагон блок, ни дадоа фактура, не. Испратницата на вас, на ваше име, да ви ја дадат тие кои што ви испорачуваат огревни дрва. Толку. Нови законски решенија во Законот за шумите, нова европска регулатива, примена кај нас? Регулативата за дефорестација на Европската унија ќе влезе во сила од 25-та година. Сега веќе се припремаат земјите во Европа за спроведување. Интересно е што ќе влијае порестриктивно на увоз на производи од дрво од земји каде што има, да кажеме, проблеми со легалноста, легалните постапки во, да кажеме, користењето на овие ресурси. И очекувам дека ќе има влијание врз дрвната индустрија, бидејќи ќе станат непосакуван партнер за оние од Европа. Така да нема да биде лесно да се справиме со овој феномен, ќе влијае и на дрвната индустрија понатака. Добро е да кажеме за проектот уште некој збор. Значи, до сега за овие 2 години имавме една добра соработка со шумската полиција, направивме низа на обуки во однос на што го прави шумската служба на САД, и колегите од таму пренесоа начинот на собирање докази, начинот на земање на изјави од сведоци, начинот на соработка на таа служба со обвинителството и судовите, така да организиравме состаноци меѓу суди и обвинители со шумската полиција за подобра координација. Тоа ќе продолжиме во наредниот период да го правиме. Треба да се спомене дека ќе имаме јавна кампања, наскоро ќе имаме видео материјали кои што ќе одат во јавноста за свесноста, сакаме малку да ја подигнеме кај населението за важноста од справување со нелегални сечи.
кампањата ќе оди со логото "Не сечија мојата иднина", и понатака, еве, и други работи кои што ги правевме, предавања за студенти и Ќе така. ги повикаме едноставно граѓаните да се вклучат во сето ова, затоа што се работи за иднината на животната средина која што сме само позајмиле и треба да им ја оставиме на оние што доаѓаат по нас. Сашо Петровски беше тоа, експерт за шумарство, шумарски инженер, регионален центар за шумарство и рурален развој, борба против нелегални шумски активности. Благодариме на ова утро за учеството во Македонија утро. Остануваме заедно во оваа битка. Благодарам за можноста.